Ке разгледаме наредни 4 задачи од примена на линеарни равенки со една непозната. Задача број 5. Ако на некој број му се додаде 6, се добива исто како на третината на тој број да му се додаде 4. Кој е тој број? Ако на некој број, значи тоа е бројот x, му се додаде бројот 6, ќе се добие како на третинката од тој број, значи x третинки, да му се додаде бројот 4. Кој е тој број? Тој број е решението на ова равенка. Шестата задача. Ако некој број се зголеми за својата третина, некој број, значи некој број x се зголеми за својата третина, x третини, се добива 2,4. Кој е тој број? Тој број е решението на таа равенка. 7. Ако на збирот на 3 броеви се дунде 6, 3 броеви, значи имаме 3 броеви. Првиот број плюс вториот број плюс третиот број имаат збир од 76. Вториот е за 4 поголем од првиот. Значи првиот ни е x. Вториот за 4 поголем од првиот. Третиот 2 пати поголем од вториот. Вториот беше x плюс 4, а овој 2 пати поголем од него. И нивниот збир е 76. Ке се реши таа равенка, ке се најдат трите броеви. 8 задача. Ако од некој број се одземе 7, од некој број да се одземе бројот 7, се добива исто како кога четвртинката на тој број, кога на четвртинката од тој број, значи на x четвртинки, да му се додаде бројот 8. Кој е тој број е решението на таа равенка. Сега одиме со ред. Во првиот случај имаме равенка со именител 3, значи сите членови ќе помножиме со бројот 3. И ќе имаме 3 по x е 3x, плюс 3 по 6 е 18, еднакво 3 со 3 се крати, останува ова x, плюс 3 по 4 е 12. 3x лево си остана како 3x, минус x ке добиеме, бидејќи десно беше x, еднакво на 12 минус 18 со префарбувањето на 18 од лева на десна страна. Тоа е 2x еднакво на 12 минус 18 минус 6. Делиме со коефициентот пред непознатата, има минус 6 врз 2, а тоа е минус 3. Вториот случај, овде имаме децимален број 2,4. Тоа е 2, и еве овде ќе запишеме и 4 десетинки. Меѓутоа 4 и 10 се кратат со 2, па ќе имаме 2,2. Ќе претвориме тоа во нечиста дробка, 5 по 2 10 и 2 12 петинки. Значи сега имам x плюс x третинки еднакво на, рековме 5 по 2 10, 12 петинки.
равенка со именители, со дробки, за 3 и 15 са 15, сите членови ќе помножиме по 15 и ќе имаме 15х се крати 3 и 15, ќе добиеме 5, по хикс е 5х, 5 и 15 се кратат, останува 3. 3 по 12 е 36. 15х плюс хикс, 5х е 20х, еднакво на 36. Само хикс ќе биде 36 врз 20. Можеме да ги кратиме овде со 4. И ќе добиеме 36 поделено на 4 е 9. 20 поделено на 4 е 5. Тој ќе претвориме во мешан број. 9 поделено на 5 е 1. Едно цело ќе имам и петинки. 5 по 1 5. До 9 уште 4. Значи тој број е 1,4 петинки. Во овој случај имаме, можам овие да ги сведам, хикс плюс хикс е 2х, плюс 4, да се ослободам од заградата, 2 по хикс е 2х, 2 по 4 е 8, еднакво на 76. 2х плюс 2х е 4х, еднакво на 76, плюс 8, плюс 4 плюс 12, ако веќе пренесеме од другата страна, ќе имаме минус 12. 4х еднакво на 76 минус 12 е 64. Само хикс е 64 врз 4, а тоа е 4 во 6, 1, по 4, 4, останува 2 во 24, 4 во 24, 6. Значи тој број е 16, првиот број е 16, вториот број, значи првиот е 16, вториот број беше за 4 поголем од првиот, 16 плюс 4 е 20, третиот број беше 2 пати поголем од вториот, вториот е 20, 2 пати поголем од 20 е 40. Кога веќе така напишавме, ќе провериме дали нивниот збир е 76. Треба да видим. 6 и 0 и 0 е 6, 4 и 2, 6, 1, 7, да. Добре, последниот случај, множиме со 4 и ќе имаме 4х минус 28, 4 по минус 7 минус 28, еднакво 4 со 4 се крати, останува хикс плюс 8 по 4 е 32. 4х минус хикс, префрлихме хикс на лева страна, затоа спротивен знак, еднакво на 32 плюс 28, со префрлувањето од лева страна на десна, преминува плюс 28. Сведуваме, тоа е 3х, 32 плюс 28 е 56. Хикс е 60 врз 3, тоа е 20. Тој број е 20. Да погледнем уште една задачите. Петта задача. Ако на некој број му се додаде 6, се добива исто како на третината на тој број да му се додаде 4. Кој е тој број? Тој број е минус 3. 6. Ако некој број се зголеми за својата третина, еве го тоа, се добива 2,4. Кој е тој број? Тој број е, се извинувам преди ова, тој број е 1,4. Седма, збирот на 3 браеви е 76. Под одредени услови беа дадени броевите. Кои се тие броеви? Најдовме дека тоа се броевите 16, 20 и 40. И осмата задача, ако од некој број се одземе 7,
се добива исто како на четвртинката на тој број да му се додаде бројот 8. Кој е тој број? Тој број е 20. Ми разгледавме 4 задачи и јас благодарам за вашето внимание.